Сите излезни патишта од сегашната комплетна финансиска неизвестност на јавните предпријатија ја водат кон инсталирање на фотоволтаични системи и производство на сопствена струја. Неиздржливо високите цени на струјата, јавните предпријатија ќе ги срамнат со земја доколку итно не го реализираат единственото решение. Во месецот јануари имаме потрошено 600 мегавати електрична енергија, додека пак овој месец имаме потрошено, односно јавното комунално предпријатие потрошило искористило 150 мегавати електрична енергија. Трошокот за електрична енергија се уште голем и исплатливост од поставување на фотоволтаици е наш приоритет да бидат поставени и со тоа да го намалиме трошокот. Дополнително со проектирањето на поставување на фотоволтаици ќе се утврди колкав износ е потребен за да истите бидат поставени и колку ќе се произведува електрична енергија по основ на тоа. Второто најголемо јавно предпријатие во регионот, Водовод Кочани, има потреба од 500 мегавати струја месечно, која ќе се обезбеди со централа со моќност од 3 мегавати. Тоа е инвестиција од 2 милиони евра, што за моменталната состојба на предпријатието е премногу. Ние како комунално јавно предпријатие не сме во можност сами да изфинансираме толков износ и да видиме дали владата би можела да помогне барем во насока на да стои како гарант дека комуналните јавни предпријатија ќе бидат, односно еден вид на жерант, дека комуналните јавни предпријатија ќе го враќаат кредитот. Доколку не се случи тоа, значи таков износ комуналното јавно предпријатие нашето во моментот, а верувам и повеќето комунални јавни предпријатија кои што се снабдуваат, кои што ги снабдуваат граѓаните со вода со пумпен систем, нема да бидат во можност, бидејќи станува збор за посериозен износ, односно посериозна сума на средства. Единствен начин толку големата сума да се обезбеди е кредит, но на него тие не можат да сметаат од следните причини. Локалната самоуправа општина Штип има подигнато кредит, односно јавното предпријатие со тоа што општината е било гарант за тој кредит кој што не бил сервисиран досега, не бил вратен и по основ на тоа Министерството за финансии за заем од Светска банка не дозволува повторно задолжување се додека не се сервисира овој долг кој што во 2001-2002 година е подигнат, а досега не е отплаќан. Ние веќе, како што знае јавноста, отплаќаме на месечно ниво рати, го сервисираме тој долг. Доколку сегашната состојба продолжи и решение не се најде итно, екзистенционалната неизвестност за јавните предпријатија не е прашална, бидејќи тие финансиски ќе крахираат. Во моментов јавното предпријатие ИСАР има приходи од 18 милиони денари месечно, а трошоците се 25 милиони, што значи дека ствара месечна загуба од над 100.000 евра. За една година тоа би биле нови 1,2 милиони евра долг, кои со сегашните 5 буквално никаде не водат. Јавното предпријатие Водовод Кочани во моментов има приходи од околу 12 до 13 милиони денари. Со новата цена на струјата се очекува расходи од 20 до 23 милиони, што значи месечна загуба од 8 до 10 милиони денари, односно околу 150.000 евра.